Утрински стихови од Библијата. 19 октомври. Христовото дело е и наше дело. Да ја навестам годината на Господовата милост и денот на одмаздата на нашиот Бог. Да ги утешам ожалостените. Исаија 61:2. Примерот на Спасителот треба да не инспирира да вложиме сесрдни, самопожртвувани напори за доброто на другите. Тој дошол на овој свет како неуморен слуга на човечките потреби. Љубовта кон паднатиот род се покажувала во се што рекол или направил. Тој го облекол своето божество во она што е човечко, за да може да стои меѓу човечките суштества како еден од нив, како учесник во нивното сиромаштво и во нивните страдања. Каков динамичен живот водеше тој. Ден за ден можеше да се види како тој влегува во скромните домови во немаштија и тага, говорејќи зборови на надеж на отфрлените и мир на вознемирените. Тоа е работата што тој го повикува својот народ да ја врши денес. Понизен, милостив, нежен и сожалив, тој одеше правејќи добро, подигајќи ги скршените и тешејќи ги жалосните. Ниеден што дошол кај него не си отишол без да добие помош. На сите тој им донесувал надеж и радост. Приликите што не ги отворил, ветувањата што ги дал, привилегиите што не ги дарувал, треба да не инспирираат со многу поголем жар и посветеност. Секој нов член на црквата треба да биде ново орудие за спроведување на планот на откупување. Секоја сила со која располага Божиот народ треба да биде посветена на приведување многу синови и ќерки кај него. Во нашата служба не смее да има рамнодушност, не смее да има себичност. Секое отстапување од самооткажувањето, секое попуштање во сесрдните напори, значи голема моќ дадена на непријателот. Со таква војска од работници, како што е нашата младина, колку брзо пораката за распнатиот, воскреснат Спасител, кој скоро ќе дојде, би можела да се пренесе на целиот свет.